Општинската организација на Сојузот на борците на Република Македонија и поддржувачите на нивното дело потенцираа дека ништо не се решава по насилен пат, туку демократски, мирно и достоинствено, зашто она што е општо добро им припаѓа на сите граѓани, а не на поединци. Сметам дека рушењето на одредени наши културни објекти или руинирање сепак не е во склопот на она што значи одреден револт и одреден протест. Па и сега кога гледаме на телевизии, присуството на протести од страна на опозицијата, постои и од нивна страна одреден повик за мирни протести, мирни манифестации. Нека се искажи тоа мислење што го мислат присутните на протестите или организаторите на протестите, граѓанските општества, но сепак да не се руши нешто кое што го створеле минатите генерации. Посебно за градот Прилеп, град Керој, кој што дал многу жртви, многу раководители во народно-ослободителната борба и славни револуционери кои што имаат и меѓународно значение, не би сакал себе да ги кажам, али народот ги знае. Сите споменици кои што се присутни овде покажуваат за едно богато револуционарно минато на нашиот град, уште пред Илинденското востание, Илинденското востание, па народно-ослободителната борба, кога за прв пат Македонија стана држава со сите институции. Општинската организација на Сојузот на борците на Република Македонија и поддржувачите на нивното дело потенцираа дека младите луѓе треба да бидат конструктивни, а не деструктивни, не со сила, туку разумно, мирно и достоинствено да ги бараат своите права, бидејќи Прилеп не смее да се руши и уништува. Во оваа ситуација на еден општествен конфликт кој што е во Македонија, сметаме како членови на боречката организација дека треба да се одвива во еден помирен настан, да се почитуваат културните вредности. Право е на секој да изрази протест према некоја одлука, према некој закон, али тоа да биде на еден достојанствен начин кој што ќе презентира една сепак традиционална наша култура на толеранција, воено и револт, али на еден прихватлив начин. Секако во одредени општествени ситуации се доваѓало до криза и порано и во минатиот систем кој што беше, како и сега во систем на плурализам со постоење на повеќе партии, повеќе идеи и во една таква сложена ситуација треба да се најде одредено заедничко решение кое што ќе значи мирно решавање на одредени проблеми кои што настануваат, било општествени, економски или други. Затоа што доста македонскиот народ пател, доста крварел, доста бил поробуван и сега ова наша слободна Македонија треба да ја одржиме. Протестантите веќе 5 дена протестираат во Прилеп. Тие бараат повлекување на одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов за колективна аболиција на 56 функционери и нивни соработници и одложување на изборите на 5 јуни.